што сум ја припадник на оваа гарнитура, а такви како мене има, ако не многу, па барем исто колку што ги има во Социјалдемократскиот сојуз, кои што се засегнати директно, индиректно, семејства, роднински врски, крвни поврзувања, и сега он сага да нема реакција. Во една таква ситуација, мислам дека направи погрешна проценка, ја загрози стабилноста на Македонија опозициониот блок. Вината ја лоцирам главно во господинот Црвенковски, затоа што уште еден пример со тоа што тој беше во Охрид, на близко до гласачкото место, ја направи ситуацијата многу сложната и со вакви последици. И впрочем, сега дискутираме како собрание, не знам какви заклучици ќе извлечеме, се надевам дека нашите заклучици ќе бидат не на позицијата или на опозицијата, на сите 120 пратеници, да ги осудиме на насилството, а ако некој го прекршил законот, без разлика од која страна, да одговара, да се поведе и да се заврши една законска процедура, и на наредните избори да можеме да бидеме спокојни. Воспротивно, јас се сомнам и таа изјава сакам да ја повторам. Се сомнам да во Македонија дека ќе се случи хаос ако се предизвикаат некакви предвремени избори. Не затоа што јас по секоја цена не сакам или гарнитурата на власт не сака, ами затоа што атмосферата е толку наелектризирана до опозицијата, што луѓето не знам дали ќе може да се контролираат. Јас ви кажувам и излични примери. 2 изборни циклуса како сме ние на власт. 99-та председателски избори, 2000-та година локални избори. 3 месеци пред изборите постојано доживам провокации секаде кај што ќе се движам. И тоа не е случајно. Ние постојано влијаеме преку телевизиските екрани, преку нашите настапи, преку собрание, преку интервјуа врз свеста на поединецот, кој што можеби не се сложува. Ево, некој не е, да речеме условно е член на Социјалдемократскиот сојуз или е поддржувач на Социјалдемократскиот сојуз. Тој преку такво едно перење на мозок, преку едно такво натурање на работите во глава, што ме потсеќа, словно ќе кажам, на една Орвеловщина, испланирана, ја не верувам дека нешто е случајно, тоа сигурно дека ќе го покачи нивото на агресија, кое што ја лично го чувствувам. А ја можам да седнам да разговарам со било кој пратеник од опозицијата, можам да седнам да разговарам и да разменам ставови со било кој од таа страна. И ја не велам дека ние постојано сме во право. Меѓутоа, не ли е проблем ако вие прогласите едни обични локални избори за референдум вон законските рамки? Тоа е мој став. Тоа беше се што имавте за опрашање, кажете. Па не е се, ако имате некој потпрашање, можам да... Значи, вие сте жртви. Не, ние не сме жртви. Ние не сме жртви. Што сте? Ние сме едноставно партиципиенти во политиката. Нема ве нервирале и... Ја му кажа тоа на господинот Црвенковски, ќе го постави на вас прашањето. Може би е несоодветна споредбата. Меѓутоа, ако сега во студиото постојано некоја муване малтретира и лета околу нас, таа нема ли да предизвика реакција да се одбраниме? Тоа е рефлекс. Кој ги доведе работите до рефлекс? Кој ги снижи на анимално ниво? Да оставиме на македонската јавност да процени. Ја не викам дека нема... Проценето е тоа. Тоа може би ваш став. Најдете ми еден медиум кој не е директно финансиран од државата, кој мисли како што мислите вие. Еден. Се оградувам од тоа затоа што не знам кој медиум и државата ги финансира. МРТВ и се што доаѓа од Нова Македонија. Па можам да кажам дека со работата МРТВ во многу не се сложува. Да не бегаме од собрание. Тоа поред. Вие сте првиот човек кој за себе тврди дека филозофски размислува, кој употребил збор Орвел или Орвеловштина за опозиција. Тоа е синоним дебел бетониран за делување на власт. Не постои човек кој рекол ова е Орвеловштина или диктатура или немање никакво право на мислење, а тоа го врзал со опозиција. Тоа беше у реду и држеше вода додека бевте во опозиција. Ке дадете ли добро? Вие сте тие кои одлучувате. Вие сте тие кои сте власт. Ке дозволите Орвел да почнеме, ама на кратко референдум. Да, секако. Орвел во смисла не на структура на државата кон поединецот. Тоа е Орвел. Дозволете. Тоа е животинската фарма, тоа е 1984, не се сложувам, постојат варијанти. Ние во Македонија имаме софистицирана варијанта на Орвел. Од проста причина што вие имате
медиуми кои што се финансирани од опозицијата. Еден кажете ми. Не, еден кажете ми. Тоа често го потребувате на собрание. Еден медиум кој е финансиран од опозиција. Меѓутоа дозволете да ја завршам мислата. Не, ве молам. Еден медиум финансиран од опозиција. Еден. Па што е Старт? Имате сознание дека опозицијата го финансира Старт. Видете, зборувам за софистицирана метода, односно или е финансиран или не е. Дозволете да завршам мислата. Иначе за секој мушкарац може да каже дека е софистициран хомосексуалец. Добро, јасно. Јавноста не го приметува. Дозволете ми да ви кажам што мислам, ако сакате да бидам јасен. Прво и основно, знаете добро дека во политиката многу работи не можат многу лесно да бидат видливи или да се докажат. Како што не можеше опозицијата да докаже до 90 или јас да речеме дека сум имал досие, по денеска излезе дека имам досие. Така, сега се враќаме на тој проблем. Ја не сакам да бегам, ја многу сакам да дискутирам во таа насока. Зборувам за една софистицирана форма на орвеловштина. Имате методи, ајде да не речам финансирани, но со дебело влијание, со дебело поддржување од страна на опозицијата, со дебели лични врски, со релации кои што тешко може да бидат прекирани. Тоа е лошо, тоа нервира. Ама нели постои такво нешто? Ај ви кажете дека не постои такво нешто. Едно е финансирање, друго е врски и влијание. Сега, какви се тие врски? Какви се тие влијанија да оставиме на македонската јавност да процени, затоа што ако да речеме, јас не би сакал сега да го провоцирам тој неделник, а има и други вестници, не би сакал сега со мојот настап да ги провоцирам, па тие да ми пишуваат како што ќе ми пишуваат. Ево да ви кажам еден пример. Во Старт ја имав минатата година интервју кој што беше цензурирано, а ја го имам дома интегралното интервју. Како цензурирано? Па така, беа исфрлени мои зборови по веројатно собствено убедување на уредникот, затоа што немал доволно простор. Преправени или исфрлени? Откинати. Од реченицата пола ја нема, пола ја има. Од мислата пола ја нема, пола ја има. Тоа не ли е овелошки? Да ви кажам, не е тоа одговор на туѓа клевета како што има во дневник, па не ги ти го објави, зашто нема редови. Па ево, ако сакате ќе ви дадам да го проверите досието, односно интервјуто, како е објавено во Старт. Не е тоа цензура, вие добро знаете што е цензура, тоа не е цензура. Цензура е како мислите дека зашто мислите дека не се исфрлени реченици кои што не има одговор? Значи немате сознание дека било кој ќе ми дозволите ли да завршам мислата? Финансирано од опозицијата. Вие децидно кажавте, а децидно ја прашат. За тоа што вие чувствувате или претпоставувате, тоа е друго прашање. Добро, нека биде така. Меѓутоа може ли да ја завршам мислата? Секако. Просто е, односно зашто јас тврдев дека станува збор за орвелоштина? Просто вие многу лесно можете да заклучите зошто доаѓа до таков излив на негативност, на набој во изборите.